Со аплаузи и овации пратениците од ВМРО-ДПМН ги дочекаа лицата кои упаднаа во собраниската зграда. На една од последните видеоснимки кои се појавија на интернет, објавени од пратеникот Љупчо Димовски, се гледа дека луѓето кои влетаа во парламентот пријателски беа дочекани од пратениците на сега малцинството во законодавниот дом. Дел од демонстрантите дури им бакнуваа рака на пратеничките, меѓу кои Елизабета Канчевска-Милевска, министерката за култура, која се прегрна и со едно од лицата со фантомка на главата, а кој подоцна беа во прес-центарот каде беше извршен нападот врз Заев и дел од пратениците на мнозинството. Попладнево се обидовме да стапиме во контакт со пратеничката Канчевска-Милевска, но таа не одговори. Иако неколку пати се обидовме да ја добиеме пратеничката од редовите на ВМРО-ДПМН Елизабета Канчевска-Милевска, сепак таа не одговара на нашите повици. Ја бараме да ја искоментира снимката која што се појави во јавноста, а на која се гледа дека таа се прегрнува со едно од маскираните лица кои влегоа во законодавниот дом и на прашањето да не одговори дали со тоа лице лично се познава. Сепак од Елизабета Канчевска-Милевска се уште не добивме одговор. Сепак стапивме во контакт со Љупчо Димовски кој го објави видеото на својот Facebook профил и го прашавме дали со тоа видео долева масло на огнот. Тој одговори дека го осудува насилството, но тврди дека беше предизвикано со изборот на Талат Џафери за претседател на собранието. И од тоа, затоа што народот е свесен и го следеше сето тоа, се испровоцира неговата, како да речем, одлука да влезе во зградата. За да таму на директен начин го каже тоа што го кажува 60 дена, а никој не сака да го слушне од другата страна. Многу ми наверуваат дека упадот во собраниската зграда кој предизвика осуди и чудење уште еднаш ја донесе Македонија на насловните страници во светските медиуми е режирана ситуација. Во ова се сомнева и лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој како директни нарачатели, некако што рече обидот за убиство со умисла, ги посочи Никола Груевски и Митко Чавков. Дека дел од полицијата примала партиски наредби, обелодени министерот за внатрешни работи Агим Нухил, кој рече дека Чавков како прв човек на оперативниот штаб не бил достапен за него во моментите кога животите на неколку пратеници беа во опасност.